Почитувани гледачи, добра вечер. Вечерашното издание на емисијата Виза Вија посветуваме на културата, особено на литературата за деца, поттикнати од новото издание на меѓународната литературна манифестација за деца Средби под јаворите Видое Подгорец, која што се подготвува и ќе се одржи на почетокот од месец јуни. Како и секоја година, раѓањето на писателот за деца Видое Подгорец го одбележуваме со манифестација во негова чест, а вечерва ќе поразговараме за подготовките за возобновувањето на оваа манифестација со Ана Витанова Рингачева, председател на Сдруженијето што го слави името на Подгорец. Добра вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав до вас и до гледачите на телевизија ВИС. Реков дека 21-то издание на оваа манифестација ќе се одржи оваа 2023 година. Многумина знаат, но има и луѓе кои што се уште не се информирани кога почна, која зачна идејата да се чествува на овој начин името на писателот Подгорец. Така, многу пати сме говореле на оваа тема, меѓутоа не е на одмет уште еднаш да кажеме дека манифестацијата Средби под јаворите Видое Подгорец ја востановува во далечната, сега веќе далечната 2002 година, познатиот македонски писател за деца Киро Донев. Тој во таа 2002 година, на 5 годишнината од смртта на Видое Подгорец, донесува одлука заедно со неговите блиски пријатели, пријатели негови, пријатели на Видое Подгорец, да се востанови манифестација која што ќе го носи името на Подгорец и ќе го слави неговото дело. Таа манифестација на почетокот, значи од таа 2002 година, имала тенденција, така да кажам, да расте со тоа што се организирал симпозиум посветен на делото на Видое Подгорец, конкурси за деца, најразлични квизови, се во чест на големиот писател и на неговото дело. Меѓутоа, поминал еден временски период кога манифестацијата доживува, така да кажам, свој не можеби пат, меѓутоа некаква фаза на стагнација, намирување и така натаму, се до 2018 година, кога во разговор со Киро Донев одлучивме сите заедно да ја возобновиме манифестацијата со тоа што направивме концепт кој што вклучуваше да се организираат конкурси за деца од основно училиште, од онаа помала возраст, конкурси за деца во предметна настава и конкурси кои што ќе ги вклучат наставниците заради тоа што тие се тие кои што работат со децата. Која е идејата на оваа манифестација? Затоа што има различни сегменти на литературната манифестација кои што го сочинуваат овие неколку денови, меѓутоа вие имате настани во текот на целата година. Што всушност сакате да постигнувате со овие настани? Идејата е пред се да се, освен да се слави делото на Видое Подгорец, таа ни е, така да кажам, првична замисла и она визија, мисија и визија кои што не водат низ овие веќе неколку години, меѓутоа подтекстот на сето тоа е да се поттикнат младите, значи децата од онаа најмала возраст, не само да читаат, туку и да се обидат да пишуваат, значи да другаруваат со пишаниот збор, да ги мотивираме преку делото на Видое Подгорец, да, така да кажам, да се инспирираат и да создаваат своји нови дела. Меѓутоа, бидејќи не ни се само децата фокус, нам фокус ни е и самото дело, книжевно дело на Видое Подгорец, заради тоа што книжевното дело негово е многу малку истражувано од страна на научната јавност, затоа и се обидовме да го возобновиме оној симпозиум што го спомнав на почетокот и во 2018 година го направивме вториот, со оној скок временски, вториот симпозиум посветен на книжевното дело на Подгорец. Така што оваа манифестација, така да кажам, фузира две значајни идеи. Првата идеја е да се поттикне творештвото за деца, да најдеме, можеби да детектираме, да ги детектираме идните автори, идните книжевници
идните писатели, да ги мотивираме да пишуваат, да ги мотивираме да се надпреваруваат со пишаниот збор и да отстапиме простор на истите тие деца да кажат што напишале, да го прочитат тоа. И втората идеја, нели, како носечка идеја, е идејата да говориме за научниот аспект на книжевното дело на Видое Подгорец. Подгорец Вашев е еден од најплодните, ако не и најплоден македонски писател, особено активен и плоден на полето на литературата за деца. Има ли доволно истражување, има ли доволно пишувано за неговото дело, бидејќи една од носечките, како да кажем, носечките столбови на оваа манифестација и во научна смисла да се истражува делото на Подгорец? Па, самите ние кои што почнавме да го истражуваме Подгорец, еве да кажеме јас и вие од помладата генерација, меѓутоа и нашите колеги, професори, кои што биле дел од нашите симпозиуми што веќе ги организиравме овие години, значи досега поминаат 2. Самите тие кажуваат дека Подгорец без некоја посебна причина е оставен на маргините на научните истражувања. Причината не ја знаеме, нели, зошто е тоа така. И кога, еве јас лично да го земам мојот пример, кога се обидувам да најдам референци кои што ќе ме однесат до некакви истражувања за делото на Подгорец, се соочувам со фактот дека малку ги има. Ако земете да го истражувате Подгорец, ќе видите дека за него пишувал Миодраг Друговаc, за неговото дело пишувал Морис Идризович, нели, тоа се големи имиња кои што критички се осврнале на делото на Подгорец, и тоа е нешто многу малку што го има. Со нашите симпозиуми што ги направивме, нели, во изминативе 5 години, направивме, веќе имаме еден зборник во подготовка и вториот зборник, кој што треба да излезе некаде, се надеваме, септември. Всушност, ние оставаме, така да кажам, научна актива на современите истражувачи, кои што го истражуваат делото на Подгорец и кои што го откриваат богатството што во себе го носи тоа дело. Оти Подгорец не е само автор за деца, Подгорец е и автор за возрастни, тој пишува и романи, пишува преубава хаику, поезија, така што има многу аспекти што можат да се допрат од неговото дело, од тие 108 книги што ги оставил, така што ние имаме реално многу работа за во иднина да организираме уште безброј симпозиуми на кои што ќе говориме за делото на Подгорец. Ако зборуваме дека еден автор бил во текот на своите 60 години живот активен на повеќе полиња, творел во различни жанрови, можеме ли да го сметаме Подгорец за еден вид книжевен феномен на македонската книжевна сцена? За тоа многу пати сме зборували и со Киро Донев, кој што бил и негов, нели, најблизок пријател. Тој го смета Подгорец за негов духовен татко и често пати сме говореле како е возможно за еден релативно краток човечки живот да се остави толкаво книжевно дело и каква е таа издашност, каква е таа инспирација постојано да се твори, постојано да се биде во наводници вознемирен од зборот што стои во тебе, тој да излезе, да се претвори во песна, во расказ или не знам во роман. И Киро Донев знае понекогаш да каже неговиот прозорецот на Видое секогаш се гасеше последен некаде во мугрите. И тоа само кажува дека тој постојано бдеел над зборот, тој постојано пишувал, тој постојано создавал и можеби од денешна гледна точка е некако несватливо како е возможна толкава голема издашност, меѓутоа очигледно Подгорец не се делел од хартијата и од машината за пишување, бидејќи нели пишувал на машина во тоа време и тежнел кон тоа да остави што пообемно дело зад себе и тоа да го објави и да му каже на Киро Донев, да му ја каже онаа знаменита мисла, која што и мене ме води дека наше е да создаваме, да табачиме, да твориме, а идните генерации кои што ќе дојдат по нас,
барем да не прескокнат, барем нешто малку да прочитаат од нас и да продолжат нели да го одат својот пат и тие да се ставаат. И ова се обвистинува веќе во третата деценија од неговото физичко заминување дека делото е вечно и дека името и она што останало од авторот ќе живее преку неговите книги. Да се навратиме на она што годинава ќе се случува во рамките на Средби под јаворите Видое Подгорец. Каков е концептот на годинешната манифестација? Така, манифестацијата Видое Подгорец секогаш ја правиме на почетокот на месец јуни, заради тоа што 8 јуни е денот на раѓањето на Видое Подгорец и затоа се обидуваме нели символично да ја поврземе манифестацијата со денот на неговото раѓање, заради тоа што секоја нова манифестација раѓа нови таленти, нели нови книжевни дела што ги создаваат младите творци. Оваа година е 21-та манифестација Видое Подгорец, Средби под јаворите Видое Подгорец. Концептот го направивме сличен нели на претходните години со тоа што оваа година манифестацијата има и меѓународен карактер, бидејќи ние нашите конкурси ги пуштаме и нели надвор од границите на Македонија. Па пред официјалниот почеток на манифестацијата на 7 јуни, значи денот кога ќе бидат оние книжевни читања, ден пред тоа, значи на 6 јуни, библиотеката, локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето од Струмица, заедно со останатите соработници, тоа се Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски при УКИМ Скопје, Националната универзитетска библиотека Климент Охридски Скопје, Библиотекарското здружение на Македонија и издавачката куќа Просветно дело ќе организираат советување на една значајна тема посветена на библиотеките, библиотеката темел на писменоста, споделување на добри практики во библиотечната дејност. Тоа ќе биде советување за нели луѓето кои што работат во библиотеките, без разлика дали се тоа нели локални установи, дали се училишни библиотеки, и тој настан ќе се организира ден пред официјалниот почеток на годинашнава манифестација. Веќе следниот ден на 7 јуни ни пристигнуваат гостите кои што се најавени, се надевам дека сите најавени гости ќе дојдат од страна. Тоа се гости писатели за деца од Република Србија и од Република Босна и Херцеговина. Особено се радуваме заради тоа. Тие заедно со нашите писатели, македонски писатели за деца, ќе имаат своји читања и своји представувања пред учениците во основните училишта во Струмица. За веднаш нели по завршувањето на тој дел во попладневните часови, некаде во 17 часот, така не е планирано, да направиме една заедничка трибина на која што ќе учествуваат и гостите, и домашните писатели, и ние како домаќини, на која што ќе говориме за вмрежувањето на балканските книжевници кои што творат за деца. Тоа би бил и тука би било на свечено отворање на манифестацијата, прием на гостите од страна на представници, дај Боже нели градоначалникот да биде тука од општина Струмица, така што тој прв ден планираме така да го завршиме. И следниот ден на 8, тоа што веќе нели го спомнавме, на денот на роденденот на Видое Подгорец, традиционално веќе заминуваме во селото Колешино, во родното место на Видое Подгорец. Таму имаме одлична соработка со училиштето кое што го носи неговото име, основното училиште Видое Подгорец во село Колешино. Традиционално секоја година таму имаме една убава пригодна манифестација на која што учествуваат децата, таму се доделуваат наградите од распишаните конкурси и секоја година мислам дека тој настан нели не само што ја заокружува манифестацијата, туку носи една посебна енергија, многу деца, многу насмевки, многу шаренило од бои. Така што се надевам дека и оваа година ќе биде така. Така, ќе се посетат неколку училишта овде во Струмица. Ќе има ли учество и на самите ученици? Не знам дали се предвидени читања на нивни творби или само писателите кои што ќе бидат гости ќе се представат пред децата? Јас искрено би сакала нели и дечињата кои што ќе бидат домаќини на нашите писатели, доколку некое детенце пишува, доколку некое детенце има таков талент да прочита и своја творба, тоа би било уште поубаво, тоа би било навистина нели ќе го збогати самиот настан.
ги охрабрувам децата, па и нивните наставници да прочитаат, да бидат активни, да бидат проактивен дел од тие читања и со тоа да покажат дека не само што се слушатели, туку нели тие и активно учествуваат во пишувањето. Така. Годинава нема да биде симпозиумот во рамки на овој литературен дел посветен на децата и на писателите. За кога е планиран, за кога е предвиден да се одржи и дали имаме веќе најавено научници, истражувачи, пишувачи за делото на Подгорец кои што ќе бидат присутни и од кои земји може да се очекуваат? Концептот на манифестацијата Средби под јаворите видое Подгорец, рековме нели уште на почетокот дека го фузира делот со творештвото, меѓутоа и делот со научната актива на нашите професори и научници кои што се занимаваат со проучување на книжевното дело не само на Подгорец, туку и воопшто на книжевноста за деца. И нашиот концепт вклучуваше на секоја втора година да се организира тој научен симпозиум. Го следиме тоа темпо, секоја втора година го организираме научниот симпозиум, а помеѓу нели тој период го подготвуваме зборникот на трудови од претходниот симпозиум. Оваа година, веќе 2023 е време кога треба да се организира следниот научен симпозиум, претходниот беше 2021. Планираме, заради тоа што веќе е месец мај, јуни, нели време кога се малку релаксираат, така да кажам, работите и фаќа летниот период. Од таа причина научниот симпозиум ќе биде на есен или некаде, уште не сме го дефинирале терминот, тоа дополнително нели можеме да го пратиме како информација, меѓутоа ќе биде во некоја доцна есен, време кога планираме да ги собереме, така да кажам, на едно место колегите, научници, професори, па и самостојни истражувачи кои што работат на оваа поле. Уште од минатата година имаме најавено одредени наши колеги кои што покажа интерес за да дојдат во Струмица на симпозиумот и темата се уште ја дефинираме. Мислам дека освен што се фокусираме на книжевноста за деца, ќе дадеме и малку така поширок простор за да се доискажат, да се искажат научните работници и се надевам дека ќе има доволен број на научници, доволен број на колеги кои што ќе се зафатат со истражување, како што рековме нели во претходно во интервјуто дека Подгорец за жал е многу малку истражуван, а неопходни ни се текстови, неопходни ни се истражувања за да можеме да го расветлиме неговото творештво. Така. Конкурсите за оваа година, литературните конкурси за деца и за наставници се отворени во моментов, се уште течат, се уште можат и наставниците и учениците да испраќаат своји творби и проекти, се разбира, наставниците во рамките на нивниот дел од конкурсот. Кои конкурси се активни? На кои теми можат да творат и децата и возрастните? Така, во делот на конкурсите, нели реков дека ги опфаќаме децата од основните училишта, од најмалите па се до предметна настава, иако и конкурсите ги испраќаме и до средните училишта, меѓутоа секогаш гледаме дека многу поголем е интересот кај дечињата кои што го работат Подгорец и како лектира, го работат Подгорец и како автор кој што се среќава во учебниците по македонски јазик и литература. И затоа велам дека интересот кај нив секогаш е поголем. Првиот конкурс, Илјада цветови, е конкурс кој што се однесува на ги опфаќа нели сите децата од најмала возраст па се до 9-то оделение и тоа е конкурс во кој што децата пишуваат на темата нели која што ние даваме и тука имаме најголем интерес секоја година. Обично насловот што го даваме е наслов од дело на Подгорец или стих негов од некоја негова песна и децата мотивирани од делото на Подгорец секогаш пишуваат убави творби, се надевам дека и оваа година ќе биде така. Вториот конкурс е конкурс со хумористична содржина. Оваа година конкурсот со хумористична содржина го насловивме и кога ми се плаче, се смеам. Се надевам искрено дека децата ќе пишуваат и на оваа тема. Морам да кажам дека кога се во прашање хумористичните конкурси, добиваме неверојатно интересни творби. Децата
секогаш кога станува збор за она смешна страна, така да кажам, на животот, знаат да бидат многу мотивирани да пишуваат. И третиот конкурс е конкурсот што се однесува на наставниците. Конкурсот е наречен Коктел за сон, исто така по инспирација од делото на Подгорец. Овој конкурс се однесува на предметните наставници кои што изработуваат ИКТ проекти и нели со на употреба на современите дигитални ресурси, подготвуваат најразлични приказни, мали филмчиња, презентации, така натаму, во инспирација од делото на Видој Подгорец. Ова се трите конкурси кои што се однесуваат на овогодинешната манифестација Видој Подгорец, рековме дека се меѓународни и заклучно со 20 мај треба да се испраќаат творбите на дадената мејл адреса и потоа следува нели периодот на нивно читање, носење одлуки и така натаму. Меѓутоа секогаш во суштина сите кои што испратиле се за нас на некој начин, како да кажам, победници, бидејќи со самото тоа децата што се мотивирале и наставниците да пишуваат, ние веќе знаеме дека сме на добар пат. Така. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека ќе имате успешна манифестација и дека многу дечиња ќе заминат со насмевки, со мотивација за читање и пишување после одржувањето на годинешната манифестација Средби под јаворите. Ви благодарам за интересот.